Добро утро, повторно Алфа анализа. Денеска ќе зборуваме за тоа колку сме блиску, а колку сме далеку од Европската Унија. Темата ја враќаме, повторно ја актуализираме, овој пат со професор доктор Милева Ѓуровска, координатор на Националната конвенција за ЕУ во Македонија. Добре дојде во студиото. Ви благодарам. Еве, одговорив позитивно на поканата. Драго ми е што сум дел од оваа утринска емисија денес. И особено поради темата за која што ќе зборувам. Темата е податлива и особено што станува збор за една надпартиска, би рекол повеќе експертска платформа со која раководите, а која допира клучни теми од нашето приближување или нашата евроинтеграција. Ајде најнапред, бидејќи мислам дека заслужуваат и нашите гледачи да знаат што поточно значи Националната конвенција. Па, како што рековте, Националната конвенција е една граѓанска платформа за европска интеграција. Во суштина представува еден многу широк форум во кој што се вклучуваат луѓе стручни за определени области, каде што се разговара за определени витални прашања со кои што ние се соочуваме во нашето општество денес и што ја засега европската интеграција се разбира. Тоа значи дека оваа платформа, односно еден широк диалог се однесува, вклучува различни чинители, различни стручни лица од повеќе области, да кажеме дека тука имаме представници на владата, на државните институции, кои што се исто така живо заинтересирани да учествуваат во Националната конвенција. Потоа имаме академската средина, представници на универзитетите, професори, мои колеги. Па тука се представниците на граѓанските здруженија кои што работат во релевантните области. Ова релевантни малце покасно ќе го образложам што тоа значи. Па имаме разни други чинители, да кажеме, ако зборуваме во доменот на земјоделството, ние тогаш ги покануваме фармерите, земјоделците, представници на земјоделски задруги. Ако е тоа, например, од доменот на поглавјето 23 правосудство и фундаментални права, тогаш тоа ќе бидат поголем дел од нив суди или обвинители. Морам да прашам, ние како новинари, еве јас, например, кога се подготвувам за некоја дебатна емисија, имам проблеми да најдам експерти или па дури ние викаме независни, некој што не е ептен врзан партиски. Имаме ли ние во Македонија навистина доволен број квалитетни експерти во клучните области кои ни требаат? Тоа е навистина прашање кој што сега треба да се постави, треба да се одговори на таквото прашање. Јас велам дека има луѓе кои што не ги гледаме на телевизиите, и тоа ние го дискутираме. Имаме, например, само на филозофски факултет 100 професори, од кои што 30-40 се многу добри во нивната област и би можеле да дадат повеќе, да кажам, за овој процес на промени, на реформи и така натаму. Мислам дека овој капитал постои, дека треба да биде мобилизиран, треба да биде повикан едноставно, треба да биде идентификуван од страна на медиумите, да кажам, од страна на другите фактори кои што учествуваат во овие јавни дебати, така натаму. Јас себе повикувам јавно сите тие луѓе на некој начин да бидат повикани, бидејќи не се членови на политички партии, не учествуваат во јавните дебати, меѓутоа имаат експертиза, имаат стручно знаење кое што ќе ни биде од многу голема корист во наредниот период. А веројатно така и на сите други факултети. Ајде малце подлабоко да ја скенираме конвенцијата. Кои области вие ги наблюдувате или ги обсервирате и од поглавјата на ЕУ? Ние веќе 2 години работиме во Националната конвенција. Почнавме во 1917 година и се насочивме кон поглавјето 23 и 24 како клучни, односно правосудство и основни права и правда, слободи и сигурност, односно безбедност. Од причина што и ќе видиме, можеби ако навлеземе подлабоко во дискусијата на идните процеси на евроинтегрирање, ќе видиме дека овие области се клучни за евроинтеграцијскиот процес и за било какви други промени што треба да се направат во сите други сегменти. Значи, поглавјето 23, поглавјето 24 се клучни.
Потоа земјоделство и рурален развој се разбира дека се исто така важни поглавја, поради тоа што заедничката земјоделска политика на Европската унија е оној првиот заеднички столб околу кој што самата унија се организира и опфаќа значаен сегмент од структурните фондови, односно од земјоделските фондови. И тука има значителен, да кажам, аки, заедничко законодавство кое што треба да биде имплементирано и одењето, односно преговорите во ова поглавје се значително сложени од тие причини и земјоделство и рурален развој го зидовме за да го доближиме на некој начин до јавноста, до граѓаните, што значи тоа, што значат овие поглавја. И четвртото поглавје, односно третото беше за социјална политика и вработување, тоа е поглавје 19. Се разбира, не треба посебно да кажувам зашто е тоа за нас особено значено, но значено и важно е за Европската унија, каде што и тамо, веќе иако тоа беше едно подрачје каде што не постоеше аки во минатото, сега Европската унија действува и со едно потврдо законодавство и во овој домен. И за нас беше важно бидејќи ние се соочуваме се уште, а и во минатото уште повеќе со проблемот на невработеноста и ова ни дава шанса навистина и сами себе да си помогнеме, но и да се приближиме кон Европската унија која што посветува посебно внимание на тоа. Едно прашање директно, кога го гледате извештајот за напредокот на Европската комисија и со вашите препораки кои ги има само за овие 4 поглавја околу 150, 144 се кај вас на сајтот ми се чини. Се наоѓате ли на некое заедничко ниво на перцепција во однос на тоа каде оди државата, како се оценува од Брисел, како вие ги оценувате? Во ова работење морам да споменам дека Националната конвенција за Европска унија е многу специфичен проект, многу специфична платформа за диалог, зашто реков вклучува различни чинители. Тука е владата, тука се институциите, тука е граѓанскиот сектор, академијата и сите други заинтересирани. И препораките кои што се донесуваат со консензус. Често пати се мисли дека заклучоците, генералните заклучоци се тие кои што се дадени од страна на институциите и дека тие се целосно обработени и тие се целосно валидни. Меѓутоа, кога ќе почнеме да ги дискутираме прашањата, сега од различни страни видени, ќе се види дека има детали, има нешта кои што во таа генерална слика што се дава, генерален заклучок, нешто фали, нешто недостасува. И точно тој факт доаѓа од другите сектори, кои што реков, мора да бидат стручни, ако не се стручни, препораките не може да бидат изградени. Така да имаме изградени препораки на тој план, кои што се дискутирани, кои што се усвоени со консензус и ми се чини дека се прилично суштински и ги одразуваат реалните потреби и насоки кон реформите кои што треба да бидат реализирани во овие поглавја во кои што ние работиме. И уште еднаш ќе речам дека навистина прецизни се, многу се куси, меѓутоа се директни и прашањето е логично. Кому се наменети тие препораки? Предпоставувам не се само на СЕП или на секторот за европска интеграција. Не се. Тие се за секторот, за секретаријатот се разбира и секретаријатот учествува во нивното, да кажам, формирање, во нивното дефинирање, особено во дефинирањето на темите кои што ги работиме. Се важни за институциите, зашто даваат една друга димензија на знаењето што го имаат институциите. Овде морам да подвлечам дека постои едно солидно знаење во институциите во врска со евроинтеграцијските прашања кои што треба да бидат одговорени со преговорите, и тоа во сите овие институции со кои што ние работиме во конвенцијата, и не треба тоа да биде запоставено. Но проблемот е во следното. Секој од институциите работи сама за себе. Некако не постои механизам што ги поврзува нив и ова знаење да го направи поврзано, функционално и остварливо.
И во сите препораки, речиси, во сите сесии кои што ние ги имавме, се појавува истиот проблем. Дајте да направиме нешто што ќе биде, што ќе ги поврза институциите и што ќе ги поврзат сите овие знаења, има многу гранични знаења што се однесуваат на пример за МВР и се однесуваат за Министерството за социјална политика, за труд и социјална политика. И размената на информации и фактите кои што и сознанијата кои што тие ги имаат би требало да бидат поврзани, да бидат функционални за да може да се делува во реалноста која што не може да биде на истиот начин поделена, се разбира, аз како социолог ќе речам, реалноста е една единствена целина, не може ние да делуваме само како Министерство за внатрешни работи или како Министерство за труд и социјална политика, туку треба единствено да настапуваме и сите институции да бидат поврзани. Тоа е синтеза од оние препораки, јас ќе речам дури дека беа повеќе од многу од нив ги преработувавме и ги синтетизиравме. Имавме некаде над 200 пораки, кои што во крајната верзија ова која што излезе сега во публикацијата што ја имаме, книга на препораки, што туку излегува, ги има сите тамо се дадени. Меѓутоа, вториот проблем со кој што ние се соочуваме како општество, тоа представува како сето ова немаме механизам на имплементирање. Тоа е и она забелешката на Европска Унија. Имаме, речиси, оформено законодавство, кое што е европско законодавство, значи ги содржи сите оние базични елементи кои што ги содржи европското законодавство, меѓутоа има проблем во имплементацијата. И мора да се работи. Оние забелешки кои што беа круцијални во однос на одлагањето на датумот на преговорите точно се однесува на тоа како да го изградиме тој механизам на имплементација на... Значи реформите практично може да заклучиме дека бавно се одбиваат, значи не може да ја следат динамиката на донесување закони од една страна. Меѓутоа, ако се гледа во делот препораките, може да се заклучи дека има известна партизација, односно политиките се партизираат. Еве еден конкретен пример. Вие предлагате итно донесување на законите за јавното обвинителство, што не се донесени. Еве, изминува 2020 година, ние ги немаме тие закони, тие се клучни, 3 закони, плюс предлагате измени реформи на Уставниот суд, кои се исто така клучни. Реков дека не оскудуваме во законодавство. Напротив, имаме ние една голема репродукција на законодавство. Легислативата е партизацијава исто така проблем. Многу голем проблем. Исклучително голем проблем што ни се појавува исто така во секоја од дебатите, дека е потребно да се намали влијанието на политичките партии, па да речеме во сите нивоа, особено во доменот на легислативата и носењето на легислатива, што вие го посочувате како актуелен проблем, нели сега во моментов. Ние се занимаваме со актуелните проблеми, меѓутоа една поширока анализа ќе упети дека тоа е проблем од генерален карактер, на кој што треба исто така да се укаже, да се најдат начини како сето тоа да се редуцира на некој начин партиското влијание. Она што најмногу дојде до израз и во например, тие политички, тука, да кажам, политичките математики играат со политичките партии, нели, така. Особено во предизборниот период, сето тоа ќе се активира како, нели, сега, капитал кој што го користиме, да. Сега веќе сме во избори и веќе ќе се изгубат експертските мислења, ќе се партизира, тоа сме го гледале до сега. Да. Меѓутоа, еве, и партиеве ми се чини се изгубија во нешто што јас го нареков макронизација, но еве конкретно пред францускиот претседател пред известно време излезе со тој фамозен, ние го викаме non-paper. Практично тој тоа сето тоа го каже во говорот во Сорбона, како ја замислува Франција новата Европа. Го следиме ли ние сега non-paperот? Имаме ли наша анализа или вие конкретно како конвенција? Што има таму? Што се крие во тоа non-paper? Пред да одговорам на ова прашање, морам да довршам ова со партизацијата. Така. Никако не се доискажав до крај што видовме ние во конвенцијата во врска со тоа. Дури имаше од определени стручњаци кои што, например, особено во
во сектори каде што ви треба многу стрикна експертиза, многу важна, нели, во некои домени, например, во аналитичките оделенија на обвинителствата, например, каде што ви треба стручњаци, нели, форензика или какви уште не. И што се случува? Политичките партии ги менуваат овие клучни личности во министерствата кога ќе дојдат на власт, нели, се менува гарнитурата. Така да голем дел од институциите остануваат без овој многу важен кадар за да може да се извршат работите на еден соодветен начин. Значи тоа е она генералниот заклучок кој што доаѓа од конвенцијата. И на тоа укажуваат дури и представниците и на институциите дека тоа го забавува процесот на реформите. Во врска со она што не очекува на планот на евроинтеграцијата. Јас го затоа што и председателот Пендаровски вчера или завчера кажа овој пат не сме оптимисти дека повторно ќе добиеме напролет датум за преговори, затоа што објективно Европа се подели по овој non-paper. Имаме за сега 9 за, 11 на некој начин против, но тоа е очигледно Европа не е цел блок, туку е поделена. Сега ќе ви кажам дека евроинтеграцијските процеси се динамика, еден процес кој што се менува, кој што се прилагодува на постоечките услови. Тоа не е една, да кажам, парадигма која што се аплицира на еден постојан начин, туку се прилагодува на условите и самата Европска Унија се прилагодува и се менува, како што гледате и сега и со Брекзит и се бараат конкретни начини. Самиот Брекзит е комплициран процес. Се гледа дека во самиот од Европската Унија бара решенија за сето тоа, што не е баш лесно да се направи. И во однос на проширувањето, исто така, нештата се менувале. Ние, ако се вратиме поназад и ги анализираме секој од проширувањата, ќе видиме дека во секој од проширувањата имало промени. Можам да го споменам ова последното проширување, каде што на Хрватска беа зададени поинакви задачи отколку што им беше даден, отколку што тоа го правеа државите претходно кои што влегува во Европската Унија, па и Романија и Бугарија. Можеби лекциите научени од овие последни проширувања ја наметна оваа нова методологија сега за која што се зборува, за која што во суштина немаме многу детали каква ќе биде таа, ги немаме индикаторите, се очекува да бидат тие направени брзо. Меѓутоа, јас ќе го изразам мојот личен став, тоа не е став на конвенцијата и се уште не сме дискутирале за тие прашања и немаме препораки на тој план за да можам да ги цитирам вака слободно како што правев тоа со другите нешта. Меѓутоа ќе речам дека ова нова методологија секако дека е нелогичноста е во тоа што се случува промената кога процесот е започнат. И тука има, значи, државата се подготвува за нешто според, да кажеме, според формата која што се очекува, нели 35 поглавја на кои што се работеше, и тоа некако останува во свеста, мислам не во свеста, туку подготовките оделе во таа насока. Така, тоа е цел механизам кој е спремен за... И сега одеднаш се менува методологијата, но моето согледување е дека она што се нуди како рамка на методологијата, што е општа, реков, не може да се зборува за детали, не отстапува многу од поглавјата, содржински не, темите се тука кои што се регрупирани во 7 фази, се речиси мора да се поминат. Дали се тоа поглавја или се политики, како што се истакнува, нашата држава мора да се приближи на некој, да кажам, посоодветен начин кон Европската Унија. Зашто ова досега што го имавме беше прилично формализирано и како што вели еден мој колега, направивме мит од европските интеграции. Не ја свативме или не ја пренесовме до граѓаните вистинската природа на Европската Унија. Што представува европската интеграција? Тоа представува промени кои што ќе ги почистуваат граѓаните, каде што ќе се се изгради правна држава,
нема да се, мислам, ќе се води повеќе грижа за животната средина, ќе се донесат стандарди, закони кои што ќе го возможат сето тоа. Тоа представува европска интеграција. Кога зборуваме за стандарди, бидејќи не истекува времето, мислам ќе треба да зафатиме барем на кусо едно клучно прашање, а тоа е нашата енергетска состојба или нестабилност или ние сме земја која нели има проблеми со загадување и на една од дебатите вие сте обрнале внимание и на таа тема и се вели дека до 2025 година практично некои стратегии велат или планови да не постои рек Битола, значи еден загадувач помалку, иако почвата е таму доста загадена и ќе треба доста време тоа да се очисти, меѓутоа тоа би не чинело 9 до 17 милиарди евра, процес кој би траел до 2040 година. Како конвенција, сте оптимисти дека Македонија може да се приближи во оваа насока до европските стандарди? Секако не би била во конвенцијата ако ние не веруваме дека нешто може да се промени. Работиме на тоа барем нешто малце да помогнеме во таа промена кон имплементација на европските стандарди. И точно ова макронизација, вие што ја нарекувате, што Убаво ми звучи. Да, добро, не мора да значи, мислам дека тоа е генерален став и на повеќето држави на Европската унија дека треба на овие држави од Западен Балкан да им се помогне на поинаков начин, да ги приближи на поинаков начин кон Европската унија. Мислам дека тука е поентата на сето тоа. Тоа приближување ќе се прави преку директна комуникација со институциите на Европската унија и тука има голема предност во тоа. Значи, соработка со релевантните институции од Европска унија. Значи, ја насочува учење преку практиката, односно реформа преку тоа што многу повеќе луѓе ќе делуваат во рамките на европските институции и во почетокот на преговорите. Не мора сега да се завршат сите поглавја и да се случи тоа. Значи, ова рамка дава други можности, значи побрзо прифаќање на политиките и имплементирање на политиките во нашиот контекст. А ова за поглавјето само да кажам, кое што нашите граѓани очекуваат веројатно да се зборува повеќе и се зборува доста, тоа што ми е мене особено драго дека нештата се менуваат ако тие бидат дискутирани и поставени отворено јавно на маса. Ајде да разговараме за овие прашања и гледаме дека тогаш кога ќе се притисне малце повеќе од страна на граѓаните за едни определени прашања, тогаш тие се решаваат. Ние го имаме тоа искуство, таа практика веќе видовме дека функционира. И ако повеќе зборуваме за овие прашања, мислам дека може повеќе да се направи. Токму тоа ми беше поентата. Дали препораките на Националната конвенција допира до тие за кои се наменети? Со ова да завршиме. Допираат. Мислам дека се многу важни, особено за институциите, кои што на тој начин самите себе се преслушуваат. Меѓутоа во рамките на имплементацијата, знаете како велат нашите институции, тоа го разговараме често. Ама чекајте да почнат преговорите, значи да го дадат датумот и ние тогаш ќе почнеме веднаш и се ќе завршиме одма. Мислам, тоа е ставот на институциите. И затоа тука гледаме, значи овие препораки може да бидат искористени како резерва, ако ние, мислам, практиката така да работиме дека чекаме формализација на датумот, па сето ова ќе го употребиме и ќе го ставиме во функција, мислам дека ќе играат поголема улога. А ние во суштина продолжуваме со конвенцијата во истите 4 поглавја што ги споменавме и го додадовме ова поглавје 27 животна средина. Еве што туку заврши дебатата за климатските промени и навистина ако овие препораки продрат повеќе до јавноста преку медиумите пред се и стигнат до граѓаните, ми се чини дека ќе бидат исто така ефикасни. Во поглед на поглавјето 27 ќе речеме дека се очекуваат многу големи промени на тој план, но пресметката на добивката и загубата во однос на тоа ако се трансформира производството на енергиите, се затворат термоелектраните кои што емитуваат јаглероден диоксид во страшно огромни количини. Тогаш исто така и се насочи
економијата кон нови гранки на производство, например ако рек Битола биде заменета например со соларна енергија, да биде тоа сега веќе една централа која што ќе произведува енергија врз база на обновливи извори на енергија, тогаш сме заштедиле исто така. Експертите се постручни да зборуваат за оваа тема. Може некој дури да ми замери вака што се впуштам јас како социолог во вакви прашања, меѓутоа мислам дека ги засегаат сите поединци во нашата средина, особено ова е подрачје за предприемачите, односно за производствениот сектор, каде што проблемот со енергиите ќе биде поставен на дневен ред и во тој контекст тие зборуваат за праведна транзиција, односно сето тоа, целата таа трансформација да се одвива на еден праведен начин, да не бидат оштетени економските субјекти. Тука мора да прекинеме, толку е времето за оваа анализа. Ви благодарам на гостувањето професор Ѓуровска. Јас изразувам надеж дека експертите ќе излезат како победници во оваа битка со партизацијата. Драги гледачи, ви оставам со програмите на Алфа. До гледање.